Почитувани присутни, почитувани граѓани на Штип и Штипскиот регион, почитувани новинари. Денес овде, заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Димковски, имавме средба со градоначалникот Бочварски и председателот на Советот Миланов. Разговаравме за повеќе проекти во кои сме вклучени заедно централната и локалната власт. Ние како влада сме фокусирани на обезбедување на функционални локални заедници. Една од нашите цели е општините да помогнат во економскиот развој, а крајна цел е обезбедување на квалитетен живот за сите граѓани. Најпрво би истакнал дека сум особено среќен што проектот кој штипјани го чекаат повеќе од 35 години, а тоа е изградбата на насипната брана Отиња, станува конечно реалност. Изградбата на браната е инициирана од стара 30, самата иницијатива е стара 36 години, односно од 1983 година, и за ова во минатото имало и организирано дури референдум, но дури досега се реализира. Почитувани присутни, ја информираме јавност дека повеќе децениската желба на штипјани, на граѓаните на општина Штип, конечно станува реалност. Владата ќе помогне во реализацијата на овој стратешки и важен проект за граѓаните, за браната на река Отиња, вредна 7,5 милиони евра. Овој проект, изградба на брана со вештачко езеро, со корисен волумен од 3 милиони метри кубни вода, на граѓаните на Штип и околните места ќе им обезбеди можност за рекреација и спортување. Истовремено, проектот обезбедува еколошки гарантирано протекување на реката Отиња, односно заштита од поплави, како и снабдување со технолошка вода за наводнувањето на зеленилото во градот. Овој капитален објект, браната на Отиња, кој е ветуван повеќе од 30 години, конечно ќе биде реализиран и градот Подисарот, кој воодушевува со туристички атракции и културно-историски споменици, ќе стане уште поатрактивна локација за домашните и за странските туристи, со која ќе се гордеат сите граѓани на нашата држава Северна Македонија. Со представниците на локалната власт разговаравме денеска и за други проекти во кои се вклучува владата. Министерството за труд и социјална политика се вклучува во финиширањето на детската градинка во населбата Сенјак, преку обезбедување опрема и мебел. За оваа намена издвоивме 23 милиони денари од две институции. 20 милиони денари се обезбедени исто така од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за изградба на делницата од локалниот пат Штип Почивало. Се вклучивме преку Министерството за образование и наука во обезбедување средства за реновирање на основното училиште Тошо Арсов. Таму столаријата е веќе сменета и тоа е прва замена на прозорци на ова училиште од неговото отварање во 70-тите години од минатиот век па до денес. Почитувани присутни, почитувани медиуми, почитувани граѓани, сакам да го изразам своето големо задоволство од денешната кооперативна средба со локалната власт на општина Штип и да истакнам дека ќе настојуваме секогаш да бидеме овде, да помагаме, да интензивираме соработката за обезбедување и реализирање на сите дополнителни проекти за квалитетен живот за сите граѓани во одделни општини. Ја охрабрувам и општината да продолжи, како што е почната, со сопствени средства да ги реализира комуналните инфраструктурни проблеми, толку потребни за граѓаните на Штип и за неговиот модерен развој, и да продолжи со извршувањето квалитетно на своите надлежности. Поглед, министре. Почитуван председател на Влада на Република Северна Македонија господин Зоран Заев, почитуван градоначалник на општина Штип господин Благој Бочварски, почитувани медиуми. Денеска во Штип, заедно со премиерот на Владата на Република Северна Македонија и со градоначалникот на општина Штип, имавме конструктивен состанок за повеќе проекти, а во дел од нив е директно вклучено и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Особено ми е драго што како министерство учествуваме во проект кои ќе придонесат за подобрување на условите за живот во општината. Во однос на изградбата на браната Отиње, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство учествува преку финансирање на изработка на студија за оцена на влијание врз животната средина на насипната брана Отиње во Штип. Истата е доставена до Министерството за животна средина, каде што ќе биде ставено потоа и на јавна распространба. Овие финансиски средства се обезбедени од програмата за рурален развој. Изградбата на ова брана ќе придонесе за навремено обезбедување
на техничка вода за индустријата и полевање на градското зеленило и заштита од поплави. Исто така ќе придонесе и кон развојот на руралниот туризам, диверзификацијата на руралните бизниси, до кои може да овозможат и дополнителни приходи на руралните населенија, но исто така спорт и рекреација за граѓаните. Придонесот кој Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го дава во изградбата на оваа брана е само дел од мерките кои што како Министерство им ги овозможуваме на општините преку програмата за руралниот развој. Неодамна, само за потсетување, ги склучивме договорите со 80 општини во 8 плански региони, за што се обезбедени 38 милиони евра, каде што се финансираат вкупно 202 проекти. Општините имаат подготвено квалитетни капитални проекти за различен вид на капитални инвестиции, за локалната патна мрежа, водоводна, канализациона инфраструктура, партерно уредување, плоштади, пазари и друго. Покрај ова, над 3 милиони денари се одвоени и пари од програмата за руралниот развој за реконструкција на улиците во приградската населба Караорман. Реализацијата на овие проекти е важна за жителите на Штипскиот регион. Благодарам. Може? Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван министр за земјоделство, шумарство и водостопанство, господин Трајан Димковски, почитуван председател на Советот на општина Штип, господин Јане Миланов, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес испишуваме историја за Штип. Денес свечено го пуштивме во употреба автопатот Штип-Миладиновци, со кој Штип е директно автопатски поврзан со Скопје, но и со цела Европа. Но денес исто така се отвара нов пат за реализација на еден од најзначајните капитални проекти за Штип. Проектот за изградба на браната на река Отиња ќе биде реализиран. И тоа благодарение на владата, предводена од председателот Зоран Заев. Овој проект е многу значаен. Станува збор за повеќе децениски сон на сите штипјани. Уште пред повеќе од 35 години, изградбата на браната на река Отиња е желба и потреба на градот. Актуелниот основен проект е започнат од општина Штип во 2003 година, пред цели 16 години, но се губи трага на секоја желба и волја за реализација на овој проект некаде во 2009 година. Дури и слушавме во минатото дека одредени структури имали иницијативи да се избрише оваа брана од генералниот урбанистички план на град Штип. Впрочем, кога прв пат влегов во оваа зграда како градоначалник на општина Штип, проектот за оваа брана го немаше. Не можевме никаде да го најдеме. Всушност, тој не бил ни завршен. Бил изработен само еден дел од него. Во изминатата година и пол, колку што сум градоначалник, вложив многу труд и енергија за овој капитален и стратешки важен проект за Штип да го поместам од нулта точка. Денес проектот е завршен и иновиран од страна на Градежниот факултет во Скопје со целосна ревизија од страна на Градежниот институт Македонија. Проектот еве го имате, тоа е примерок од основниот проект за изградба на брана на реката Отиња. Комплетната техничка документација за оваа брана се состои од 3 столба. Првиот столб е овој основен проект кој што го имаме завршен со ревизија и кој што е инвестиција на општина Штип. Вториот столб е студијата за заштита на животна средина која е во финална фаза, а е финансирана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. И третиот столб е доработката на деталниот урбанистички план за брана на реката Отиња, кој што е во финална фаза, исто така финансиран од општина Штип. Со сите овие документации, наскоро ќе извадиме градежно одобрение за изградба на браната на река Отиња и ќе се создадат сите предуслови за отпочнување со градење на овој значаен објект. Почитувани граѓани, досега сме имале само ветувања, желби, но некогаш и објективни пречки и обструкции за реализација на овој проект. Па дојде денот кога ставаме и официјална запечатена потврда и го дефинираме реализацијата на овој многу значаен проект. Денес потврдуваме, зборот важи.
брана на реката Отиња ќе има. Оваа брана е особено значајна за растот и развојот на Штип. Оваа брана ќе направи од Штип атрактивно туристичко место, но и ќе создаде значаен простор за спорт и рекреација на населението, затоа што улицата која поминува преку трупот на браната ќе ги спојува двете спортски локации и содржини – Суитлакот и игралиштето во блок 2000. Оваа брана ќе го заштити градот од поплави, ќе ги намали високите летни температури, но ќе ги зголеми и зимските температури. Ќе создаде биолошки минимум во коритото на река Отиња, ќе се користи за наводнување на зелени површини и многу други придобивки. Во втората фаза, веднаш после изградбата на овој проект, ќе ја разработуваме и можноста заедно со проектантите за производство на електрична енергија, доколку тоа е возможно на овој објект, а со тоа и објектот ќе стане самоодржлив. Очекувам дека оваа брана ќе биде една од развојните компоненти на Штип. Почитуван претседател на владата, во име на сите граѓани на општина Штип, ви благодарам. Ви благодарам затоа што имавте слух и затоа што имате слух за да давате подршка за изградба на најважниот проект за мојот град. Штипјани ќе знаат да го ценат овој потек на оваа политичка гарнитура. Би сакал да се заблагодарам и на довчерашниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, но и на сегашниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски, за нивната посветеност и подршка за изградбата на оваа брана. Почитувани граѓани, сите ние овде продолжуваме да работиме вредно и посветено на остварување на овој наш заеднички сон. Чекориме напред кон уште поголеми успеси и унапредување на секојдневието и квалитетот на животот на сите наши граѓани. Ви благодарам.